Во тек се подготовките за големиот христијански празник Богојавление Водици. Утре разговарам со првиот човек на општината, градоначалникот Орца Ѓоргиевски. Добро утро. Добро утро, благодарам најпрво за вашата можност да гостувам во вашата емисија и ја користам ова прилика да ги поздравам вашите гледачи. Од минатата година ја возобновивте оваа убава традиција за Водици. Во тек се подготовките, како течат годинава? Па веќе сме во финални подготовки. Убаво споменавте и вие, минатата година возобновивме една традиција која што долги години не беше практикувана во Кисела Вода, а тоа е да се фрла Светиот Крст на нашата територија на општина Кисела Вода, како што било пракса многу години наназад. Практично од минатата година, како што споменавте, ја возобновивме таа традиција, од годинава внесуваме и новитет, а тоа е литија, која што ќе започне од 10:30 од црквата Свети Ѓорѓија во Кисела Вода и ќе се движи народот со литијата заедно до салата Расадник, каде што подоцна ќе се пристапи кон фрлање на крстот и сите оние манифестации поврзани со тој дел. Има ли некоја бројка до сега на пријавени за интересираност? Па немам точна бројка, ама знам дека имаме голем интерес. Ние лани практично имаме голем интерес, иако за 2 дена непосредно пред одбивањето на настанот го објавивме и повикот. Оваа година 2 дена претходно, практично 4 дена имаме на располагање, така да сметам дека ќе има доста заинтересирани. За четврток се најавуваат убава временска прогноза. Очекувате поголема бројност годинава? Па верувам дека ќе има уште повеќе луѓе од лани, затоа што ете лани не беше правенчено на некој начин и создавање на повторно враќање на традиција која што долги години ја немаше. Оваа година веќе граѓаните се поинформирани и мислам дека ќе има поголема бројка на посетители за разлика од лани. Минатата година се зафативте со многу проекти. Колку од нив се реализирани и на што се насочувате оваа година? Па видете, минатата година јас заедно со мојот тим сме исклучително горди на она што го сработивме. Можеби малку лошо звучи, но ние сработивме 70% од нашата програма, што вака ме прави да бидам убеден дека се што сме се обврзале да реализираме пред нашите сограѓани, ветано во предизборието ќе го реализираме многу порано од завршување на мојот 4-годишен мандат. Како што споменав, 70% од реализација на она што сте се обврзале пред граѓаните ви дава за право, нели, да сметате дека истото ќе го довршите до 100% исполнување на програмата до крајот на мандатот, со тоа што сериозен фокус она како што видите во кампањата ми беше најпрво обезбедување на современи хумани услови за живот за моите сограѓани. Ние во Кисела Вода се уште имаме населби како Каменик Стаклара, каде што годинава фокус имаме стајано сериозен за водоводна мрежа изградба во тоа населено место. Во 21. век, замислете луѓето, 30 години наназад не смогнал сили некој од општината да им постави водоводна мрежа, значи и минатата година и оваа година фокус ќе ми биде обезбедување на подземна инфраструктура до секое населено место, практично до секоја куќа. Подоцна улиците во Кисела Вода беа во катастрофална лоша состојба. Во тој дел ние како тим етапно се зафативме со таа работа и населба по населба настапуваме со средување на инфраструктурата надземна, секако онаму каде што веќе подземната е средена, за да не ги парите на граѓаните ставаме во ризик, односно да бидат дупло трошени, да некаде да крпиме улица, па повторно да се реконструира ради подземна инфраструктура, па ете повторно да се вложува во таа, како што имаше случаи во минатото, значи непланско работење. Така да до крајот на годинава ќе имаме во однос на инфраструктурата и подземна и надземна, како што споменав, сериозни инвестиции, особено во надземната, во нови улици на територија на Кисела Вода и сметам дека тоа ќе не биде и понатаму фокус до крајот на мандатот, да нема неасфалтирана улица на како што зборев во предизборието во Кисела Вода. Дополнително сериозни инвестиции минатата година и оваа година имаме во предшколската возраст, во градинките. Значи јас кога дојдов на позицијата на градоначалник, над 400 дечиња имаше на листата на чекање за да бидат примени по градинките. Знаете, тоа е едно горливо прашање, горлив проблем кој што генерално во цело Скопје се јавува во општините, но морам да потенцирам дека за само една година не ја преполовивме бројката, туку сме дојдени сега на 80 дечиња кои што чекаат на листа да бидат примени. Тоа го возможивме со проширување на постоечките капацитети, со отварање на 2 нови градинки, едната во Драчево, другата во Усија, изминатава година и оваа година, како што споменав, како изминатава фокус ќе ни биде вложувањата во предшколската возраст, во градинките, а исто така и вложувањата во
училиштата основни. Дечињата и нашите најмлади се секако врвен приоритет за нас. Така беше и минатава година, така останува и година. И понатаму ќе продолжиме секако со сите оние и покрупни и помали проекти кои што сме се обврзале, како што споменав, да ги реализираме при нашите сограѓани. На моја гордост е минатава година, пред нова година, освен што отворивме и непосредно пред новата година градинката во Усе, го отворивме и првиот современ затворен пазар во Кисела Вода, овде во урбаниот дел во Кисела Вода. Во наша општина немаше пазар како што доликува и за да пазарат граѓаните, но и за да продавачите ги пласираат своите, пазарџиите ги пласираат своите производи, така да сега направивме еден современ затворен пазар, претпоставам и вие како медиуми го проследивте тоа, кој што е вака на општо задоволство на сите, најмногу на нашите сограѓани. Исто таков пазар во многу поголем обем ќе се тоа приватна компанија ќе се го гради за многу скоро време, ќе започнат градежни активности во Драчево, така да и Драчевчани ќе добијат исто како нашите сограѓани од Кисела Вода современи услови за пазарење и за пласирање на своите производи пазарџиите. Така да продолжуваме со на силна динамика, силно темпо, тука секако инвестициите во спортот, кои што ги имавме минатата година, би ги споменал. Исто така планираме и годинава создавање и за спортистите, современи услови, нови спортски катчиња. Минатата година 2 спортски сали реконструиравме. Оваа година планираме исто уште најмалку 2 да ги реконструираме и така натаму, што значи дека продолжуваме со едно силно темпо, онака како што започнавме, ние не намалуваме во темпото, сметам дека и ќе го зголемуваме нашето темпо се со цел да имаме што повеќе реализација на проект. Очигледно се менува ликот на општината, меѓутоа кои се барањата на вашите жители тука од општината? Отворени денови за граѓаните имате постојано? Постојано. Јас се трудам од првиот ден кога станав градоначалник да во периодот од 11 до 13 часот примам по неколку странки, најчесто сите оние мои сограѓани кои што ќе се пријават за прием кај мене, кога не можеме да стигнеме преку неделата, ги примам во саботите. Имам доста голема бројка мои сограѓани примено изминатава година, продолживме така и оваа година со прием на странки. Најчесто барањата се поврзани со ова што веќе го споменав, најмногу на инфраструктурата. Од местата каде што со години луѓето се оставени практично сами на себе да се снаоѓаат, сега видува дека имаме прогрес во општината, имаат верба и јас им благодарам искрено и од се срце што имам сериозна поддршка и што веруваат граѓаните на нашата општина во мене и во на што го работиме како тим, така да најчесто тука има се одредени кои што имаат и лични барања, но најголем дел граѓаните се фокусирани на она што им следува и требало да им биде дадено, условно кажано, уште години наназад, тоа е вложувањата во инфраструктура, не знам, нека детско катче недостасува, повозрасните ќе дојдат, внуците немаат каде да ги прошетат, така да работиме со силна динамика на исполнување на нивните барања. И не секогаш, например, Пржино ќе го земам во предвид или во Драчево. Ние во Пржино, во мојата кампања имавме ветено дека ќе реконструираме, мислам дека 3 или 4 улици. Ние го сменивме концептот во однос на тој дел и ние ги реконструираме сите улици. И така влегуваме етапно во секој населено место. Во моментов во Усија сме, каде што треба да довршат реконструкцијата на сите улици, буквално, да не оставиме ниту една неследена улица, дел одиме со павер елементи, дел одиме со асфалт, но сметам дека тоа е подобар начин на решавање на проблемите. Сега одредени насови ќе почекаат, но во 2 години се средува, веруваме, и до крајот на годинава секаде веќе ќе имаме резултат. Започна второто полугодие, подготвени ли се сите училишта во вашата општина? Имаше ли потреба, можеби, од интервенции во текот на зимскиот распуст? Па не, подготвени се. Тимот кој што ми работи во делот на образование е апсолутно спремен, исполнет со одговорни луѓе и сметам дека сме апсолутно спремни за почеток на второто полугодие. Уште еднаш потсетување до нашите гледачи, сите кои што се во можност да ја посетат општината за Водици, навистина убаво се подготвувате година. Ви благодарам уште еднаш за вашата можност да бидам гостин во вашата емисија и секако вие сте добре дојдени таму. Уште еднаш потсетување до моите сограѓани во 10:30 литијата започнува од црквата Свети Ѓорѓе во Кисела Вода и сите заедно се упатуваме кон сала Тарас. Благодарам на одвоеното време. Студио, доколку се слушаме, тоа беше Орце Ѓорѓиевски, градоначалник на општина Кисела Вода. Еве убава можност за сите кои што сакаат да бидат дел од овој голем ден.
19. јанари.